Полека, но сигурно се расчистува хаосот во владината служба за општи и заеднички работи. По серијата сериозни забелешки од Државниот завод за ревизија за лошо управување со државен имот, незаконско работење на бифеата и недостиг на контрола, во 2024 раководството на Созара тврди дека започнат е процес на средување на состојбите. Ревизорскиот извештај откри дека институцијата не водела точна евиденција за имот вреден стотици милиони евра. Со месеци не се издавале фискални сметки во владините бифеа. Под лупа се и вработувањата, како и набавката на службени возила на лизинг без јасна потреба и анализа. Директорот Ивица Томовски вели дека затекнал хаотична состојба во повеќе сектори. Приоритет се легализациите на државниот имот кои припаѓаат на службата. Легализацијата за вилите во одно 1, 2 и премиерската вила, тоа се 1 и 2 преседателска, другата премиерска, веќе имаат имотен лист со трајно користење на службата за општи заеднички работи, додека на минатата седница на влада помина легализацијата и на Охридските вили, тоа се исто премиерска преседателска и уште две вили кои што се во Свети Стефан. Ревизорите нотирале дека магазините на Созара се полни со застарени залихи. Станува збор за стока вредна околу 190.000 евра. Иако по пописите за 2023-2024 година е предложено тие да се расходуваат, тоа се уште не е направено. Томовски вели дека процедурата за отпишување е во тек. Во извештајот на ДЗР се вели дека во владините бифеа се плаќало во кеш без фискални сметки и со месеци не се уплаќал дневниот промет. Директорот на службата не открива детали, само посочува дека надлежните работат на случајот. Има некакви разлики, точно е тоа така. Не би сакал понатака да навлегувам во одговор на ова прашање, бидејќи има некоја постапка која што води Бирото за јавна безбедност при МВР, така да доставиме институциите да го разрешат овој случај, после тоа ќе дадеме можеби заеднички изјава. Томовски смета дека треба да се размисли и за набавка на нов блиндиран Мерцедес, кој ќе ги задоволува критериумите за превоз на високи функционери. Можеби треба да се набави ново, не сме размислувале на таа работа, меѓутоа кога ќе доаѓаат специфични гости од странство, вие мора да имате и тако специфично возило. Ево можам конкретен пример да дадам. Премиерот Орбан, кога беше во посета на Македонија во Охрид, си донесе сам блиндирано возило, бидејќи ние немаме такво возило, односно нашето возило не ги исполнува оние безбедносни протоколи кои што тие си ги имаат зацртани. Во однос на забелешката на ревизорите за стариот возен парк и лизингот на возилата во службата, Томовски рече дека службата располага со 45 нови возила на лизинг и 220 стари возила, од кои над 104 веќе се расходувани. Но поголем број од другите се за отпишување. Дел од нив се користат за организирање настани.